Ви посакуваме топло добре дојде на овој голем христијански празник, радосен на Рождеството Христово со благослови од неговото високо преосвештенство нашиот митрополит Поврдански господин Агатангел, кој ве поздравува и воедно ви се извинува за тоа што денес е спречен и не може да биде присутен и овде, да биде со нас на оваа празнична божигна трпеза. Ви ги пренесувам неговите честитки, ви посакувам по молитвите кои што ги упативме, дека Господ Бог ви дарува многу здравје, многу радост во животот, трпение и Бог по молитвите на Светата Црква православна, по молитвите на нашиот митрополит, на свештенството и на целата црква, да ви дарува здравје и многу светли денови во вашиот живот. Исто така, ви го честитам и новото лето Господово 2012, новата година, секој ден да ви биде порадосен од претходниот. Нека Господ Бог ви дарува здравје, трпение. Секој ден пречекувајте го со радост, секој ден ни е дар од Бога. Да му се радуваме и да му благодариме на Бога за секој ден што ни го дава светлината и виделината на нашите очи, а со тоа да му благодариме заради тоа што не љуби и не сака сите како наш Татко Небесен. Сакам да ве поздравам од името на сите и да ви посакам се најубаво, се што сте помислиле и да ви се оствари во оваа нова година. Да ви биде многу поуспешна од претходната, да ви биде многу порадосна, да ви биде многу повесела. Во продолжение на оваа радосна средба, ќе ви се обрати господинот градоначалник, потоа ќе го слушнеме и хорот, младинскиот хор, под раководство на професорката Веселинка Маџарова-Андова, со што ќе ве поздравиме, а после тоа и ќе ви поделиме и прикладни подароци за радост за Рождеството Христово и ве поздравувам од името на целата екипа со најрадосниот поздрав: Христос се роди. Наистина се роди. Благодарам. Христос се роди. Среќни празници, среќни новогодишни, божји празници. Имаме честа денеска да видиме овде заедно со представниците од Македонската православна црква во ова место каде што на многу луѓе, каде што на луѓето навистина им треба помош и ја добиваат. Место кое што мислам дека е најприкладно да се размениме овакви честитки и подароци, меѓутоа и да си кажеме по некој збор. Јас во името на општината можам само да им се заблагодарам на Македонската православна црква, на нашиот митрополит господин Агатангел и на сите свештеници кои што обрнуваат внимание и кои што ги прават сите овие добри дела, не само за празниците, туку преку целата година. Најдобар доказ за тоа ново место. И токму затоа сакавме и ние како општина да се придружиме на овој пат кој што ни го покажува Македонската православна црква, Поврданската епархија и заедно со нив да видиме тука да ви ги честитаме празниците. Јас би сакал оваа пригода да најавам дека општината ќе донира средства во народната кујна, меѓутоа би сакал да потенцирам дека тоа се средствата кои што нашиот дедо Агатангел ги доби како награден 9-ноемврска награда на градот Велес. И дел од тие средства остави во општината и долго време се размислувавме каде и како да ги употребиме. И тоа знаеме дека едната половина од наградата веќе беше донирана тука и тоа само ни покажува дека дедото наистина покажал и со собствениот пример каде треба да се донираат средствата за да имаат најдобра намена. Токму затоа и општината тој дел што беше дониран од страната на дедото владика до општината ќе го проследи овдека и како донација до народната кујна да може да им помогне на сите на кои што навистина им треба помош и да помогне оваа народна кујна да биде место каде што ќе собираат луѓето, не само кога имаат потреба, туку и кога сакаат да чујат или да кажат убав топол збор. Токму затоа, уште еднаш во името на општината, во името на Советот на општината, и во моје лично име би сакал и вас да ви ги честитам новогодишните и божични празници, да ви посакам што попријатни мигови во 2012 година и 2012 година да не биде година во која што ќе имаме многу радосни и среќни моменти. Нека се за многу години празниците, уште еднаш ќе поздравам со христијанскиот поздрав Христос се роди и да се гледаме за
Благослов дозволува и сака, значи, во овој Божји храм, овде, заради тоа што и ова е веќе Божји храм, вие го раководите, работите со него. Секоја година да доаѓаат нашите членови од нашата невладина организација, ова веќе прерасна во традиција. Ова е веќе ми се чини 4-та година како доаѓаме овдека, соработуваме со вас и еве баш за овие најубавите празници за Христовото рождество се наоѓаме во црковна народната кујна. Од името, значи, на нашите членови се заблагодарувам за ваквата соработка. Се надевам дека ова нема да биде последна, дека понатаму повеќе ќе соработуваме. Само сакам да истакнам Билена Джуфовска, која што ја нацрта честитката Рождество Христово, со што митрополитот Архангел и понатамошната наша соработка се дължи на тоа што еве Повараторска епархија, односно митрополитот Архангел во иднина ќе гради пристапна патека во местото каде што живее Билена, за неа би биде полесно да може се нејзините родители да излегува надвор. Се надевам дека овој тренд ќе го следи месице и ќе помагаме во оваа популација на луѓе да си го најдат своето место на живење. Секако сакам да му се заблагодарам и на градоначалникот господинот Горан Петров, кој што е секогаш со нас, кој што помага нашата невладина организација во текот на целата година и еве не удостои со своето присуство. Благодариме многу, честни и задоволство што сте денеска овдека со нас. Би сакала да поздравам господинка Маджарова Антова, која што еве ни направија навистина да се чувствуваме денеска божествено овдека. Ова е прв настап на хорот, на црковно-народниот хор. Се надевам дека тоа што денес сте со нас ќе ви биде така годината убава и веќе понатаму ќе имате многу поголеми, поуспешни настапи и ќе го благодарувате просторот, значи ќе внесувате позитивна енергија онаму каде што ќе одите. Сакам да се заблагодарам и на тетка Родна, сладкарската работилница, која што денес еве донира торти за овој настан и е секоја година со нас и од овој разговор кој што го водевме со неа, таа секогаш ќе биде со нас и ќе сака да помага на оваа популација. Би сакала да се заблагодарам и на Кети Стојкова, која што изработи од оригами Христово рождество како поклон за нашата невладина организација. Да не должам многу, сакам само на сите да ви посакам добро здравје, многу среќа, оваа 2012 година да ни биде исполнета со многу хармонија, со многу љубов, со многу благословива, со веритет, а секако се надевам дека тоа е и во вашите мисли, тоа е и во вашите срца, најмногу за нашите деца, за оние кои што еве се наоѓаат сега во моментот во домовите, а не можеа да бидат со нас, да им испратиме порака, да бидат здрави, да бидат среќни и многу почесто да се среќаваме и да си ги празнуваме нашите празници. Благодарам.